Мавровски врвој предели неми, кај вечно вие скитникот вол, Мавровски врвој скриени в снегој, карван се влечел столчен до бол. Стотици души, стотици таги, роднини, браќа, татко и син, останал заднив домот во солзи и в домот цветнат јоргован мил. Дебрани векот, рекани река, се што е гладно гурбетот збрал, нарамо Тесла, Мистрија чекан, на срце рана товари жал. Последни солзи, последно с Богом, разделба задна со крајот мил, тагата, жалта, љубовта сидна, длабоко себе секоја скрил. Радико реко, невесто бела, ити ли лико моминско скри, каде си сестро, каде се дена, срцето зошто ти ми го сви, радоста задна, надежта пуста, в тебе ја гледав, бисерот твој, слушаш ли реко, в твојата песна, слеј го и носи поздравот мој. Караваном мина Мавровски врвој, пред него пукна далечен свет, зад него домој свиени в тага, а в домој нежен јоргован цвет. Еве тука, во овој мој град се родив во 1916 година. Инаку, овој град затворен како во котел од нашите и албанските планини, се раскажува една легенда. Стамбол да изгори, Девар ќе го плати. Тука некаде се наоѓаше и мојата родна куќа, во која започна моето голо, гладно, сиромашно и босоного детство. Но тие што можеа да го платат Стамбол беа беговите и агите, а сите други беа сиромашни печалбари кои за корка леп се беа расфрлале низ разни краишта на светот. И првите спечелени грошеви, испратени од татковците, браќата, стриповците, од 20 стигнува да се плати купената на Вересија пченка од минатата година. Еве, по овие ледини и сокачиња, ние, тогашните деца, ги оставивме своите игри, кои беа најчесто сврзани со остатоците од оружјето од Првата светска војна. А тие игри честопати и ни се одмаздуваа, оставајќи белези по рацете, нозете и лицата. Друар Куновски, среќни сме што можеме да поразговараме со вас, а вие да ги чуете вашите стихови од нас, вашите читатели. Драги деца, се уште не беше завршена Втората светска војна и јас веќе бев учител. Некаде во декември 1944 година, во тој студен и сув декември, заедно со уште тројца другари, во една стара училница со стари клупи на кои не можеше да се седи, така стоејќи почнавме да го пишуваме првиот македонски букви. Бевме пресреќни зашто за прв пат учениците ќе почнат да читаат на својот мајчин јазик.
Пишувањето на првите страници одеше лесно. Но кога дојдовме на делот во кој требаше да се поместат стихотворби, ми стана најтешко. Ете, токму тогаш и се роди таа моја љубов кон поезијата, а песничките има еден пионер, Аф Шарколае, Учениче и некои други, беа едни од првите. Вие веројатно сте ги училе и ги пеете во градинката или во своите оделенија. Па, првите песнички и мои и на некои мои колеги што почнаа тогаш да пишуваат, како што е Ванчо Николевски, Славко Јаневски и некои други, влегува во букварот. Букварот влезе во училиштата кои тогаш се формираа, а од букварот пак излегува тие први песнички. Јас почесто одев по училиштата и кога ќе слушнем некои своји песнички како веќе се пеат, просто ми беше пријатно задоволство и си реков сам себе си. Тоа е мало, ние се уште немаме достатно песнички, треба повеќе да се пишува за учениците, за децата воопшто. И така, во наредните неколку месеци, јас напишав толку песнички што можеше да се формира и една цела збирка. Меѓу тие први песнички ми се и оние познати за животот на нашите татковци, што порано оделе во туѓина за корка леп. Чичко Васил, пчелбарството кај вас се оставило длабоки траги. И вашиот татко што на 12 години тргнал на гурбет, како што велите и самите. Да ве подсетиме на таа тема со една ваша песна. Врати се. Јабана пуста тугина. Јас не помнам, млад бев ти кога си тргнал во тугина пуста по гурбети, батко. Но во ноќиве мирни, крај полиња ширни, со всозени очи раскажува татко. Во години родни леп немавме синко, а нивите наши и полето цело на 5 души беа бездушници селски и секој за корка работеше в село. Знам, тешко е. Тешко по гурбети пусти. Но врати се, бате, а и кај нас се врати. Не роби и гладни се луѓето сега, а в слобода класот се дрочи и злати. Всушност, најдлабоки траги во мојот живот оставила судбината на мојот татко. Тој додека беше жив ми раскажуваше дека на времето кога бил дете, нашата фамилија позајмувала жито од побогатите и се задолжила 100 гроша. И кога една тајфа гурбетчи одела за Романија, тој како 13 годишно детенце им се приклучил, тие не сакале да го прифатат, да го примат со себе, меѓутоа кога виделе дека бил многу настојчив и дека сакал по секоја цена да им се придружи, замина со нив и пак тој ми раскажуваше дека бил многу задоволен што можел да придонесе да се врати долгот за насушниот леп што велиме. Татковинските мотиви се потврдени во повеќе песни. Пораката во последните стихови е јасна, но веројатно на оваа песна и предходела следнава. Разделба. Мавровски врвој в предели неми, кај вечно вие скитникот волк, Мавровски врвој скриени в снегој, карван се влечел, столчен од бол. Стотици души, стотици таги, роднини, браќа, татко и син, останал задни в домот во солзи и в домот цветнатиот Јоргован син. Дебрани векот, река ни река, се што е гладно, гурбетот збрал. На рамото Тесла, мистрија чекан, на срце рака, товари жал. Последни солзи, последно збогум, разделба задна со крајот мил, тагата, жалта, љубовта свидна, лабоко в себе скрил.
Што ќе кажете на ова, Чичко Куновски? Па, што да кажам, песната повеќе од мене ви кажува и ви кажа. По еден таков живот, не само на тие гурбетчи, што кај нас ги вика, на мнозина наши луѓе, што се бореле за гола екзистенција, ние, како што слушате од постарите, за прв пат во својата историја се здобиме со своја слобода. Тоа беше кон крајот на 44-та година. Па ништо не е чудно што речиси секој еден поет уште со своите први стихови чувствуваше потреба да искаже таа радост за слободата, за слободната татковина, за деновите што нашите дедовци и прадедовци ги сонувале, ги очекувале, а ги дочекавме ние, се разбира и вие. Денес е празник, ден мечти чекан, празник на синот в родинов род. Денес е празник векови чекан, тупкаат срца в забрзан од. Моторни птици на села, градо излиле снага в празничен лет, светнале лица од силна радост, румени лица пролетен цвет. Денес е празник, ден в борби тлеан, празник на трудот, копнеш за мир. Знамиња гордов мој кат се веат, песна се лее в бескрајна шир. Полети песно, ти мило чедо, градена в живот посветол, нов. Полети, блесни и биди весник, весник на радост, весник и зов. Речете ни нешто повеќе за патриотизмот во вашата поезија и посочете ни некои други песни. Ние во текот на годината, во текот на секоја година, се сеќаваме на оделни настани од тоа време, кое е за нас свето време, сакам да речам на оние години, кога нашите народи здружени се бореа против општиот непријател, и за мене тие денови на сеќавање на тие настани и на тие ликови биле големи денови и просто ме инспирирале да го искажам тоа свое чувство и задоволство кон самите тие настани и ликови. Така што имам испеано песна и за празникот на трудот, и за денот на Републиката, и за денот на нашето востание и ред други песни поврзани со нашето историско минато. Вие слушнавте и некои други песни, тоа како што гледате се ништо друго, туку згоди и незгоди, случки разни од животот ваш. Јас до осмолетката сум бил дете, кога сум завршил осмолетка, сум бил дете како вие. После сум се запишал во учителска школа, зашто сум сакал пак да работам со деца. 2-3 години бев учител, а после станав уредник во детските листови, како што гледате, цел живот сум бил поврзан на некој начин со вас, со животот ваш, и сметам дека сум имал прилика многу пати да го разберам сето она што вас ве копкало. Ви ги представуваме и него и неа. Нешто ќе ви прикажат на шега и смеа. Него го познавате, не е дете лошо. Снешка моја сестричка, тој се вика Тошо. Па еве ги пуштаме, збор имаат тие.
Откако ќе ги чуете, продолжете вие. Јас и Снежка играме другарски и сложно, а и се разбираме за се што е можно. Еви и за самката, согласност кај нас, таа вози нагоре, а надолу јас. Не играј со чеканот, мајка ти вели. Ќе удриш раката и пак нови бели. Не грижи се, мамичке, тука нема грешка, зашто денес шајките ќе ги држи Снежка. Тошо ќе ни измисли обична реченица. Денес дома појадов урда и топеница. Одлично, а каква е? Проста или сложена? Таа е прехрамбена со кајмак обложена. Тате, што е полошо, да ја скршиш раката или да ја искинеш од палтото јаката? Што зборуваш, будалче, поважна е раката. Што ме така среќен си, јас ти ја скинав јаката. Тате, а дали казна следува за нешто несторено? Па јасно не следува и не е дозволено. А зошто ме прашуваш? Ура, тате, премија! Јас ништо не сторив денеска по хемија. В училиште еднаш Тошо неподготвен дошол. В училиште мајкин Тошо прошол многу лошо. Го прашале, град крај Охрид, Ристе шепнал, струга, а Тошо пак тврд на уши, чул и бувнал, шуга. Ај кажи ни река наша, некој шепнал, Радика, а на Тошо глас му дошол, силно викнал, Владика. Несреќниот и за Сава одговорил крава, а за градот Токио извикал Пинокио. Но најсмешен Тошо станал кога место кина грмнал силно како пушка. Учителе, стрина! Сето тоа, значи, што се случувало кај вас, како желба, како успех, како настан, тоа е предадено во овие песнички. Посебно можем да кажам овде, многу од вас се задржаа на овие песнички од збирката Тошо, Снежка и 101 смешка. Да ви кажам дека главниот юнак е Тошо, е детенце кое живее тука во нашиот град, во Скопје. Со тоа што ме замоли на вистина да не ја кажувам неговата адреса, како што рече тој, за да не си имал неприлики отпосле со другарчињата. Меѓутоа, сите тие шеги што му се случиле дома, на улица и училиште, се вистините. Вие кажете неколку во збирката која го носи тој наслов, ги има точно 101 шеги. Уверен сум дека детето од секогаш пројавувало интерес за животот на своите пријатели. Еве и денес, преку цртаните филмови и преку стриповите, секогаш интересот ваш бил поврзан и со животот на животните. Оттаму и во моите збирки јас како тема сум земал известни животни и кога веќе некои животни биле кај мене како тема, јас сум настојувал да ги предадам преку она што е кај нив најкарактеристично. Настојував тоа да биде, да има и известен хумор, па колку сум успеал, тоа секако вие тоа најдобро го знаете. На Медо му се сгорчи медот. Сакал Медо мед да краде од пчелите, сакал Медо мед да јаде, што велите? И се решил на кај медот да замине, но штом дошол тој кај кошот, ке загинел. Сите пчели в час се збрале, го подбрале, сите пчели му се вдале, го одрале. Боцни ваму, боцни таму, го скинале, 200 пчели в таа борба загинале. Едва Медо кожа спасил од пчелите, се посрамил како никој. Што велите? Зајче без оповче,
Бегал зајко низ трње, опашот го скинал, а него го пронашол ловецот што минал. Кој го најде опашот, зајко пратил вест, зелки ќе му подарам 3 пати по 6. Ловецот не го вратил, тој и немал жал, кога би го нашол ти, дали би му го дал? Nesreća. Alo, ambulanta, ovde kaj Dara. Nesreća se sluči, brza pomoć baram. Kuklata mi padna, rakata ja čukna, nogata ja skrši, glavata i pukna. Alo, ambulanta, lekar da se prati. Ako treba pari, tata ke mu plati. Индијанци. Улица прошле странци, двајца индијанци, со копија, со стрели, со лица темни, со заби бели. Сите што ги сретнале, таму ваму летнале. Секој вџашен бил, па кој кај се нашол, таму и се скрил. Сладко се изсмеале и круме и миле, зашто токму тие индијанци биле. Што има Миле во џебот? Што има Миле во џебот? Џамлии нели? Не, џамлии не се. Тогаш е топка, за неа џебот е тесен. Може би текалоче е, и тоа не е. А може би шајки, жилети, копчини, стари билети. Не е и не е. Миле во џебот има... не е никаков штос. Миле денес во џебот има крпче за нос.